Почитувани граѓани, почитувани новинари, аферата Мафија има ново продолжение, а тоа е аферата Мафија 2. Според нашите информации, доставени од Свиркач, основано се сомневаме дека постојат личности, државјани на Македонија со двојни матични броеви, од кои што поголемиот дел се фиктивни, а истите можеле да бидат злоупотребени за економски криминал, за двојно гласање и друг вид на злоупотреби спротивни на законот. Имено за што станува збор. Аналогно на ова, значи дека МВР на Спасовски не само што издавала пасоши на меѓународни наркобосови, туку се сомневаме дека околу 20.000 граѓани во државата имаат фиктивни или дупли матични броеви. Едно лице има еден матичен број со одредена адреса на живење и сега истиот таков матичен број се појавува и кај друго лице со ист датум на раѓање, ист ден, месец и година и со разлика само во последните 3 бројки, но со различна адреса од првата на истото лице. Ова значи дека 20.000 наши сограѓани имаат можност да гласаат по 2 пати. Таков е случајот со извесен Исамет Метушевски од Никиштане, кој што поседува 2 матични броја. Таков е случајот со Нехат Шаиповски, роден во Чифлик, и втор матичен број, овој пат има на име Боја Богдановски во Шуто Оризари. Третиот случај е Джеладин Адемовски, кој според тој матичен број е роден во Чифлик, и скоро идентичен матичен број под име Джадин Адемовски со адреса во Чаир. Вчера министерот Спасовски призна дека имало луѓе со двојни матични броеви, и тоа укажува дека Спасовски е свесен за оваа афера наречена Мафија 2. Спасовски кажа дека ова било проблем уште од 1981 година. Но тоа не е така, бидејќи името на Джадин Адемовски од Чаир е идентитетот на Седат Пекер кој извади лична карта во јануари оваа година. Ова потврдува за што служеле овие двојни матични броеви, но исто така потврдува дека аферата Мафија 2, како и претходната афера Мафија 1, се случува во времето на Спасовски и истиот бил известен и свесен за овие скандали. Оливер Спасовски е министер за внатрешни работи речиси 6 години. Тој со самото тоа што не превземал сериозна акција против мафијата, го прави соучесник во истата. 6 години толерирал, а можеби и содействувал во креирањето на една ваква мрежа, која што користела инфраструктура на МВР за да издава двојни пасоши и двојни матични броеви. Се сомневаме дека овие матични броеви биле злоупотребувани за перење на пари, за подигнување на кредити, за нивно злоупотребување, за фиктивно двојно гласање и за други незаконити действија во полза на гарнитурата од МВР која што им овозможувала двојни броеви и заштита. Сите овие лица со двојни матични броеви гласале на избори. Сите овие 20.000 лица ги има во избирачкиот список, што значи дека ова е злоупотреба и на избирачката волја и потиснување на правото на еднаквост кај другите граѓани кои што гласаат само еднаш, за разлика од овие 20.000 кои што најверојатно гласале по 2 пати. Ако има во државата макар и еден ваков двоен матичен број, тоа е многу, а замислете колку многу се 20.000 двојни матични броеви и тоа ја зголемува недовербата во системот, во структурите на МВР и во избирачката волја. Спасовски и Заев биле мрежа и логистика на ваквите незаконски дејанија и затоа треба да си поднесат оставка. А министерот Спасовски испаѓа дека не се борел против мафијата, туку станал нејзин најдобар другар. Тоа би било за денешната пресконференција. Повелете доколку има прашања. Две прашања, ако може одговор. Првото прашање е ваш коментар во однос на наводниот нон-пейпер на Јанес Јанша. Република Македонија е членка на НАТО и сметаме дека Северноатлантската алијанса е гаранцијата за безбедноста на границите на секоја земја членка, а другите земји членки, како што се Словенија, Хрватска, Бугарија, Грција, Албанија, Соединетите американски држави, очекуваме да ја поддржат таквата ситуација и определбата на државата за членство во Европската унија и ние бараме
од владата поактивно да лобира за време на словенечкото председателство да се добие заслужениот датум за почеток на преговорите. Второто прашање утрово е приведен Драги Рашковски. Ви во изминатиот период коментиравте случаите во кои што е вмешан тој, коментар за тоа? По однос на приведувањето на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски, нашиот став е следниот. Уште пред 2-3 години ВМРО ДПМН алармираше дека кај Рашковски има индиции за сторен криминал. Но бидејќи беше најдобар другар на Заев, за него законот не важеше. Дали сега ќе важи, ќе видиме од оваа постапка, но сакам да нагласам дека Рашковски бил само генерален секретар на една институција каде што главниот шеф бил Зоран Заев. И било кое незаконско действие на Рашковски не ја исклучува командната одговорност на премиерот Заев како надреден над генералниот секретар Рашковски. И она што би било коректно од јавното обвинителство е да го повикаат Заев, кој што само пред 2 недели во Собранието на Македонија го бранеше Рашковски и кажа дека имал увид во цел предмет за набавката на софтверот за МВР и кажа дека Заев го прегледал цел предмет и смета дека истиот бил законски набавен.